Таксистите договараат покачување на цените во автотакси превозот. Оваа одлука следи по најавата за зголемување на акцизата на дизелот и откако дел од автобуските превозници во државата веќе ги зголемија цените на билетите. Такси издруженијата веќе утре ќе имаат средба, а потоа договореното ќе го произнесат и на средба со министерот за транспорт и врски. Такси превозниците од истокот бараат еднакви цени на такси услугите во државата. Најверојатно ќе се случи со самото зголемување на акцизата. Утре е закажан состанок на ниво на Сдружение на таксисти на Македонија, каде што ќе се договорат сите работи за да во четврток со министерот за транспорт и врски се тоа договори. Значи мора да се најдат унифицирани и цени, унифицирани бои, да се направи еден состанок и со автобуските превозници на ниво на Македонија што ги држат меѓуградските линии, да најдеме некоја средина за да дојдеме до некоја рентабилност сите заедно. Корекцијата на цените на услугите следи не само поради покачувањето на цените на нафтените деривати и најавата за зголемување на акцизата, туку и поради натрупаните проблеми поради кои долго време такси компаниите работат нерентабилно, велат од Штипското сдружение на таксисти. Не е само горивото, значи горивото е еден дел од целиот тој. Значи имаме сега зголемување на минимална плата. Значи со тоа се зголемија и придонесите, значи за секој вработен плюс трошок, плюс горивото. Значи мора нешто да направиме за да го зголемиме, не само за ќарот, туку да можеме веќе да ги обновиме возилата. Значи возниот парк е во очајна состојба. Возниот парк долго време не е обновен, возилата се стари по 20 години. Стариот обем на работа го обслужуваме со половина сили, велат од Сдруженијето на таксисти, од каде посочуваат дека во такси превозот ќе мора да се поработи на квалитетот на услугите и да се реши проблемот со наоѓање на работници. Во Штип од 12 компании велат сега останале 3.